25.000 евра е штетата досега од изгорените дрвја на Серта, изјави за телевизија Стар заменик генерален директор на Национални шуми, Кире Михаилов. Според Михаилов, на Серта настрадаа над 1000 хектари шуми. Од она што го добив како инфо од нашите вработени во поддружницата во Штип, бројката веќе движи накај 1000 па и повеќе хектари, со оглед на тоа што се работи за слаба и деградирана шума. Нашите проценки се дека тамо има некаде до 50 на кубни метри на хектар, па може би и помалку. Значи се работи за слаба деградирана шума и срачунете колку би била таа евентуална штета, која што во текот на периодот кој што предстои по комплетното санирање на пожарот и неговото ставање комплетно во гасење, ќе ја пресметане. Пожарите на Серта се уште се активни, но и сомнежот дека зад нив стојат пресметани пиромани. Да не се надеват затоа што тамо е, пак ќе кажам, доста слаба шумата и верувајте дека нема да излезе некоја сензација во однос на нивниот бенефит од тоа што евентуално некој ја запалил шумата, па сметал дека ќе добие поевтина дрвна маса. Значи пред се таа дрвна маса може да се искористи во некоја преработка за пелети или шо и да е, меѓутоа процесот на обработка на таа дрвна маса од терен ќе биде тежок затоа што се работи за многу мала количина во однос на хектар и инвестицијата на било кој на терен би била тешка и скапа. Дали ова значи ново законско решение? Да, ние веќе размислуваме како предпријатие и пред да дојде новото раководство, најавивме некои измени во овој дел, значи во текот на периодот кој што предстои се надевам дека што побрзо ќе имаме конкретни измени во делот на инвестиција на токму преработување на ваква дрвна маса или поточно кажано, што е нашата цел и амбиција во иднина, да од евентуалните пожари таа дрвна маса во никој случај да не се најде на слободната продажба, за да не може физичките лица, евентуално и правните, да се надеваат токму на поевтина опожарена дрвна маса. Тоест, ние како предпријатие, таа дрвна маса самите да ја сработиме, тоест од неја да произведеме секундарен производ кој што потоа ќе го пуштиме на пазарот во вид на брикети, пелети или шо и да е. Досега за голем дел од пожарите мотивот беше ефтина дрвна маса, а затоа неретко се спомнуваа познати имиња од власта и бизнисот. Значи ли ова дека шумите веќе нема да бидат жртва на профитерството?